Добар ден, Дневник на К3. Акција Здруженска во соработка со Женски центар Жена на 21 век од Куманово организираа средба кон родово инклузивен буџет во општина Куманово, чија цел е презентација на наоди од спроведен мониторинг составен од тим на мониторки од Женски центар во консултација и соработка со акција Здруженска. Основната цел на средбата е представување на наодите, искуствата и препораките од мониторингот на процесот на подготовка на програмите и буџетот на општина Куманово во однос на пристапот до јавни установи од социјална заштита, установи за згрижување на деца од предучилишна возраст. Мониторингот се одвиваше во периодот од јуни 2015 до јануари 2016, во кој се следеше процесот на планирање на програмите и буџетот на општината. Од акцијата Здруженска се надева дека овие резултати од мониторингот ќе бидат земени во предвид и искористени во наредниот циклус на планирање на програми и буџети во општина Куманово. Наодите кажуваат дека општината во моментот има одвоено средство во буџетот за во 2016 за подготовка на техничка документација за една нова градинка и адаптација, односно зголемување на капацитетите на една од постоечките градинки, меѓутоа во моментов стои на подготовка на ниво на подготовка на техничка документација. До моментот на изградување не влегува во 2016 со наредните следења, со наредните мониторинзи, ќе видиме дали тоа ќе се оствари и кога ќе се оствари. Меѓу изложените проблеми за подобрување на тротоарите, улиците, изработка на пристапни рампи, изградба на нова градинка, санирање на уличните светла, поголемо вработување на жените, пристап до вода за пиење, потреба од шалтер центар за жените жртви од семејно насилство, како најприоритетен проблем група на жени од различна возраст, го наведоа проблемот со недостаток од капацитет за сместување на деца во предучилишна возраст. Планирано е во буџетот за 2015 и 2016 година изградба на нови градинки во населбата Перо Чичо и во село Добршане. Планирано исто така доградба на веќе постоечкиот капацитет во градинката Синоличка, значи таму да се прошири и заедно со УНИЦЕФ и во склоп на основното училиште Кристијан Карпош е отворено едно оделение за ран детски развој кој што веќе отпочнали со работа. Од Женски центар наведуваа дека општината овој проблем не го занемарува. Тоа се гледа од програмата од секторот за социјални работи, каде во програмата за 2014-2017 е предвидено да се одвојат средства за изградба на детски градинки во износ од 76.280.940 денари. Дали тоа ќе се реализира останува да видиме до крајот на годината, велат од Женскиот центар. Како недостаток велат дека се јавува рамноправноста меѓу мажите и жените, а се однесува на еднаквиот третман во поглед на правата утврдени со законодавството и политиките, но и во поглед на обезбедување еднаков пристап до можностите и придобивките во општеството. Во оделението на итната медицинска помош при здравствениот дом Димитар Арсо во Крива Паланка, изминатиот продолжен викенд имало зголемен број на интервенции. Тропските температури најнепогодни за хронично болните. Што советуваат лекарите во продолжение? Високите температури во изминатиот викенд го зголемија бројот на пациенти на брзата помош во Кривопаланичката болница. Лекарите со полни рад се работа. Регистрирани се околу 100 интервенции во текот на продолжениот викенд. Најголемиот дел од лицата се хронично болни, лица кои се жалат на хипертензија и болки во градите. Здравствените проблеми се последица на неповолните временски прилики, но и несоодветна грижа за сопственото здравје од страна на самите пациенти, смета доктор Грозде Спасовски, раководител на оделението за брза помош. За време на викендот, со оглед на лошите временски услови, бројот на пациенти кои се јавиле брза помош и да барат лекарска помош е зголемен. Тука доминираат при се кардиолошките случаи со заболувања. 20 пациенти се пратени поради инфарктни состојби за клиника, 20 пациенти се пратени за неурохирургија поради церебрални васкуларни инсулти.
повеќето пациенти се хронични пациенти кои примат редовна терапија, редовни контроли, а во тек на викето со оглед на лошите временски услови и лошите навики пред на пациентите поради нередовна терапија се чести посетители во за помош. Здравствените работници апелираат граѓаните, а особено постарите, хронично и срцево-болните, како и бремените, да не излегуваат на отворено во периодот од 10 до 17 часот, да пијат течности, да јадат свежа, добро измиена храна и да се облекуваат соодветно, а хронично болните редовно да ја примаат терапијата. Општи препораки да примат редовна терапија, да не се излагат на сонце, на топлота од 11 до 5 часот, полесна храна, повеќе течна храна, забрана на алкохолни пијалоци, повеќе мирување, редовна терапија. Тоа е превенцијата во оваа ситуација. Во текот на минатата недела царинските службеници откриле 2 царински измами и повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани девизи, гасни пиштоли, муниција, алати, автоделови, облека, обувки, додатоци на исхраната за луѓе и животни, пасоши за кучиња и фалсификати, информираат од Царинската управа на Република Македонија. Во текот на минатата недела царинските службеници открија 2 царински измами и повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани девизи, гасни пиштоли, муниција, алати, автоделови, облека, обувки, додатоци на исхрана за луѓе и животни, пасоши за кучиња и фалсификати, информираат од Царинската управа на Република Македонија. Купно 6000 евра биле откриени при личен претрес на српска државјанка, која како патник во швајцарски автомобил се пријавила за влез во државата на граничниот премин Табановце автопат. Во рачна ташна на патничката се пронајдени 16.000 евра, од кои согласно законските прописи се вратени 10.000 евра. Износ што може слободно да се внесе во државата, а за сторениот прекршок е поведена прекршочна постапка. Една рачна машина за лепење на етикети и 5 употребувани хилти откриени биле во 2 одвоени случаи на граничниот премин Табановце автопат. Вкупно 19 пасоши за кучиња, 18 унгарски и 1 бугарски и 15 лепенки за вакцини за кучиња откриени биле од страна на мобилните царински тимови при контрола на бугарски автомобил управуван од македонски државјанин, пријавен за излез од државата на граничниот премин Табановце автопат. Пасошите биле пронајдени во преградата за документи, додека лепенките се пронајдени под маските на 2 мобилни телефони, собственост на возачот. Случајот е предаден на Министерството за внатрешни работи за понатамошна постапка. СВР Куманово поднесе кривична пријава против 4 лица, сите од Куманово, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство, кој го извршиле на бензинска пумпа. СВР Куманово поднесе кривична пријава против РЈ 29, МО 33, МО 34 и БИ 35 години, сите од Куманово, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. Пријавените на 31 мај 2016 година околу 3 часот и 40 минути заминале во ресторанот кој е во склоп на бензинската пумпа Лукойл на автопат Куманово Скопје кај село Романовце, при што прво пријавениот отишол на Шанк, каде се наоѓал оштетениот во својство на шанкер и со истиот веднаш започнал вербална расправија, пошто второ пријавениот физички го нападнал удирајќи го по главата и телото, извлекувајќи го од зад шанкот, каде започнали и останатите пријавени да го удираат по главата и телото, при што му нанеле телесни повреди. Проектот Македонија вработува ќе продолжи да се реализира и веќе следната недела владата предводена од ВМРО ДПМН ќе предложи реализација на проектот Македонија вработува 2, најави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски изјави дека во продолжение на проектот Македонија вработува 2 ќе бидат опфатени 5 категории на невработени лица, од кои првата категорија ќе се однесува на невработени млади до 35 години, при што работодавачот ќе биде ослободен од плаќање на придонеси и персонален данок во рок од 3 години за лицата кои ќе ги вработи. Меѓу другото, тој истакна дека во втората категорија ќе бидат опфатени долгорочно невработени лица од 35 до 50 години, при што работодавачот ќе биде ослободен од
плаќање придонеси во рок од 5 години за лицето кое ќе го вработи. Третата категорија се невработени лица над 50 години, при што работодавачот ќе биде ослободен од плаќање на придонеси 5 години, односно 60 месеци. Четвртата категорија се невработени лица над 58 години, категорија на лица која многу тешко наоѓа работа на пазарот на труд. За нивното вработување работодавачот ќе биде ослободен од плаќање на придонеси до остварување на правото на старосна пензија на вработениот. Петата категорија невработени лица со социјален ризик, лица со инвалидност, родители на деца со пречки во развојот, самоохрани родители, родител во еднородителски семејства, родители на 3 и повеќе деца, како и поранешни професионални војници, при што работодавачот ќе биде ослободен од плаќање на придонеси во време трајање од 5 години, односно 60 месеци. Во Франција разбиена мрежа за префрлање на илегални мигранти во Британија. Трамп ја повикува Британија да излезе од Европска унија. Најмалку 31 жртва во поплавите и одруните во Индонезија. 4 приведени поради несреќата на руското езеро Сјамозеро. Повеќе од 10 лица се приведени во заедничка операција на полициските сили на Франција, Велика Британија и Белгија за разбивање мрежа за незаконско префрлање мигранти на британска територија. Најголем број легални имигранти преку таа мрежа во Велика Британија биле од Виетнам. Криумчарите на илегалните имигранти им обезбедувале престој во Париз и во Денкрек, а потоа биле префрлани во Велика Британија со камиони. Дел од камионите со илегалните имигранти тргнувале од Белгија. Илегалните имигранти во Велика Британија биле зависни од лица кои ги терале да работат незаконски, се додека не го исплатат превозот кој чинел од 8.000 до 12.000 фунти. Веројатниот кандидат на републиканците за претседател на САД Доналд Трамп им порача на британците дека го поддржува излегувањето на Велика Британија од Европската унија, информира Reuters. Само неколку дена пред референдумот на 23 јуни за членство на земјата во Европската унија, Трамп повтори во интервју за Sunday Times дека според него ќе биде подобро Велика Британија да биде надвор од унијата. Кампањата во врска со референдумот, која беше прекината привремено по убиството на пратеничката од лабористичката партија Џо Кокс на 16 јуни во Северна Англија, во неделата беше возобновена. Јас лично би бил повеќе склон да го напушти од многу причини, како што е многу помалку бирократија, посочи Трамп. Сепак не сум британски државјанин. Тоа е само мое мислење, додаде тој. Милиардерот исто така истакна дека ако биде избран за претседател на САД во ноември, ќе се стреми кон добри меѓународни односи, вклучувајќи ги и со британскиот премиер Дејвид Камерон. Најмалку 31 лице загинало во поплавите и одроните на земјиштата на индонезискиот остров Јава, а многу жители се заробени во нивните домови, соопштуваат локалните власти. Илјадници куќи се поплавени во централниот дел на островот Јава по обилните дождови во изминатите 2 дена, изјавил портпаролот на службата за цивилна заштита Сотупо Пурво. Пронајдовме 31 тело, а по 19 лица се уште се трага, додал Пурво. Подрачјето погодено од поплавите и одроните на земјиштето е многу густо населено и може да се очекува бројот на жртвите да се големи. Одроните на земјиштата во Индонезија не се реткост, бидејќи овој архипелаг со тропска клима е склон на природни катастрофи и поплави по сезоната на дождове. Во декември 2014 година во одрон на земјиште на Јава загинаа речиси 100 луѓе. Руската полиција приведе 4 лица поради несреќата што се случи на езерото Сјамозеро во руската област Карелија, во која загинаа 15 лица, од кои 14 деца. Во моментот се задржани 4 осомничени. Истрагата е завршена, при што е утврдено дека трагедијата била предизвикана од бура, која се случила додека децата и инструкторите биле во чамци во езерото. Поради силното невреме, чамците на кои се наоѓале 47 деца и 4 инструктори се превртеле и потонале. Рускиот претседател Владимир Путин изрази сочувство поради трагедијата и издаде налог да им се укаже помош на преживеаните и на семејствата на жртвите, соопшти портпаролот на Кремљ Димитри Песков. Српската заедница во Република Македонија и оваа година по 16 пат го организира традиционалниот турнир во мал фудбал Видовдан, на кој учество ќе земаат 16 екипи. Вчера стартуваше традиционалниот турнир во мал фудбал Видовдан 2016 година на познатиот терен на спортскиот центар Соколана. Организаторот и оваа година се погрижи се да помине во најдобар ред.
Српската заедница во Македонија и регионалната организација од Куманово традиционално секоја година организира турнир во мал фудбал по повод еден од најголемите празници на србите Видовден. Ова е 16-та година поред како српската организација од Куманово организира турнир во мал фудбал и оваа година имаме 16 екипи поделени во 4 групи. Оваа година се одлучивме, значи, организациониот одбор на Видовденскиот турнирот да го започнеме од денешен датум, од 19 е предвидено да трае се до 29 јуни. Финалето е предвидено да се игра на 29 јуни, полуфиналето на 28 јуни, а слободни денови се 27 и 25 јуни. Ако ми дозволите, јас би сакал да ги прочитам овогодинешните учесници. Значи, тоа се Стела М, Потресени, Форшпет, Речица, Босем, Маце Пилјара, Биджо, Лестер, Ацидо, Веланд, Слога, Хелти Фуд Тим, Младост, Оли Травел, Златна деветка и Висто. Значи, малку покасно за некој ден ова година почнавме со Видовденскиот турнир. Гледавме термините да го согласиме во однос на Европското првенство во фудбал. На прашањето дали можеби овој респектибилен турнир некогаш може да добие меѓународен ранг, Горан Зафировиќ со следниот одговор. Тука малце наидуваат едни реални проблеми. Сега имаме најава да кажеме од други градови од Македонија или од пред некоја година имаше најава од соседна Србија да дојдат екипи. Меѓутоа за овие 10 дена они би требало тука да бидат сместени по хотели. Тоа се реални трошкови кои што сега во денешното време на екзистенција малце е проблем и ние како организација да ги надокнадиме тие трошкови и на нив како учесници, така да, значи, најпрактично излегува да остануваат екипите да останат овдека од нашиот град. Љубителите на малиот фудбал и оваа година повторно ќе имаат прилика да следат интересни надпревари, а на крајот нека победи најдобриот. Пионерската женска ракометна екипа на Куманово го заврши учеството на силниот меѓународен турнир во Бар, каде на крајот го освои третото место. Во борба за бронзениот медал избраничките на Димитар Антевски го совладаа домаќинот Бар со 25-23. Пионерките на Куманово се представија во одлично издание на исклучително силниот турнир во Бар. Одиграа вкупно 6 надпревари и доживеа само еден пораз, и тоа од Феникс од Белград. Во клучниот напревар за третото место, Кумановки ја совлада домашната екипа на Бар со 25-23 и го освоија третото место, што представува голем успех за оваа генерација. Во мечот со Бар повторно изворена партија прикажа голгетерот Мила Трајковиќ со вкупно 15 голови и беше најзаслужен за победата. Покрај неа на мечот блесна и Тамара Ивановска со 8 голови. Првото место на турнирот го освои шведската екипа Сарако Метернас, кога екипата на Куманово ја слобода во групната фаза. На крајот уште едно големо признание за кумановската екипа. Имено Мила Трајковиќ едногласно беше прогласена за најдобар играч на турнирот, а екипата на Куманово го доби епитетот најдобар за ферплей. Во секој случај, уште еден голем успех на пионерките на Куманово, кои на вистински начин се представија пред меѓународната јавност. Женските екипи на кошаркарскиот клуб Крива Паланка викендов учествуваа на турнир во организација на кошаркарски клуб Струга 2009 од Струга, каде ги одмерија силите со своите врснички од Охрид и Струга во пресред кошаркарските кампови, каде ќе се темпира формата за Лига надпреварите во Македонската кошаркарска федерација за предстојната сезона. Младите кошаркарски надежи во женска конкуренција од кошаркарскиот клуб Крива Паланка изминатиот викенд се надигруваа со своите врснички од Охрид и Струга. На дводневниот турнир на паркетот во спортскиот комплекс Тими Струга силите ги одмеруваа кошаркарките родени 2000-та, 2001 и 2002 година и 2004-5 од Струга 2009, кошаркарски клуб Крива Паланка и Старс од Охрид. Првиот ден од викендот паланчанки се представија пред гостинска публика на два дуели во кои подобри беа стружанки, додека наредниот ден, недела, свежото време донесе и свежина во играта на теренот, па кошаркарките од Крива Паланка влегоа посериозно во мечот, во кој водството и кош разликата остварени во првиот период од надпреварот ги задржаа до последната секунда, не дозволувајќи во ниту еден момент да се доведе во прашање победникот. Паланчанки победија во дуелот помеѓу генерациите 2004 и 2005, во кој најдоминантна во нападот беше талентираната Ана Ангеловска, која неколку пати поентираше од линијата 6.75, а одличниот нападачки ритам го надополнија
Михаела Алексовска, Ксенија Петровска, Сања Славевска, додека од брамбината линија ја цврстија Михаела Станковска, Сара Станојковска и Михаела Милковска. Селекторот на младинските женски категории Владимир Ѓуровиќ, кој го предводеше тимот на Струга 2009, истакна дека со дополнителна индивидуална работа и усовршување на перформансите на играчите ќе се достигне посакуваното и потребно ниво за добар пласман следната сезона. Рече, таленти и потенцијални добри играчи има. Остануваат личните залагања на играчите и нивно вложување во кошаркарската иднина. Екипата открива Паланка генерација 2000-2001-2002 попушти под притисокот на стружанки, но беше достоен противник во сите одиграни дуели, каде девојките и покрај високите температури и дополнителниот притисок од скорот на семафорот се покажаа како вистински спортски хероини. Дводневниот престој во Струга им овозможи на кошаркарките да уживаат во убавините на Охридско-Струшкиот крај, а турнирот беше во игрување на кошаркарките пред летната сезона и актуелните кошаркарски кампови, каде се темпира формата за Лига над преварите во Македонската кошаркарска федерација за предстојната сезона 2016-2017. Фудбалерите на Вардар во второто коло од Лигата на шампиони ќе се сретнат со хрватскиот шампион Динамо Загреб. Ова беше одлучено на ждрепката во Нион, Швајцарија. Екипата на Динамо Загреб ќе биде противник на македонскиот првак Вардар во второто квалификацијско коло за Лигата на шампиони. Ова е епилогот од денешната жребка одржана во седиштето на УЕФА во Нион, во која македонскиот првак за противник го доби шампионот на Хрватска. Првиот напревар ќе се одигра на 12 или 13 јули во Скопје, а возвратниот дел би требало да биде 7 дена подоцна, на 19 или 20 јули во Загреб. Најтрофениот македонски клуб досега има одиграно точно 50 напревари во европските фудбалски купови со севкупен учинок од 11 добиени, 15 нерешени и 24 загубени средби. Од нив 15 пресметки биле во квалификацијските рунди од Шампионската лига на УЕФА, а моменталниот епилог гласи 3 победи, 7 реми и 6 порази. Најуспешниот настап на меѓународната сцена вардарци го има во сезоната 2003-2004, кога по елиминациите на Беритаун од Велс и московски ЦСКА во трето квалификацијско коло од најелитното континентално напреварување достојно се спротивставија на Спарта Прага. Во вестите од меѓународниот спорт издвојуваме. На Европското првенство во фудбал вчера се одиграа 2 надпревари по кои репрезентациите на Франција и Швајцарија обезбедија директен пласман во осмина финалето. Кошаркарите на Кливленд направија историски пресврт во финалето против Голден Стейт и освоија титулата. Екс-тренерот на Манчестер Сити Мануел Пелегрини доби понуда да се пресели во Премиер Лигаш од Саутемптон. На Европското првенство вчера се одиграа 2 надпревари во кои немаше многу возбудување. Селекцијата на Албанија ги запиша првите бодови, откако е совода Романија со 1:0 со голот на Садику во финишот на првото полувреме. До крајот албанците ја сочуваа победата и сега се надеваат дека со 3 бода може да поминат во следната фаза, но ќе зависи од другите репрезентации. Во вториот напревар домаќинот Франција и Швајцарија одиграа нерешено, а овој резултат им одговараше на двете екипи за пласман во осмина финалето. На крајот на оваа група Франција е прва со 7 бодови, додека втора е Швајцарија со 5 и тие веќе обезбедија пласман директен во наредната фаза. Вечерва на програмата се 2 интересни дуели во кои ќе се сретнат Русија Велс и Словачка Англија. Неочекуван пресврт во големото финале откако Кливленд ја освои првата своја шампионска титула во НБА лигата, откако на гостински терен го совода Голден Стейт со 93-89. Леброн Джеймс и соиграчите славеа среде Оралк арената, откако претходно во финалната серија губија со 30:1. Со тоа Кливленд стана и првиот тим во НБА лигата кој успел да направи ваков пресврт. Седмиот напревар во финалната серија донесе возбуда резултатски егал во текот на целиот напревар. Двете страни се враќаја под двоцифрена негатива, за да на една минута до крајот на резултатот беше 89-89. Клучниот момент се случи во последните моменти од напревар, кога Кајри Ирвинг погоди тројка, а потоа Леброн Джеймс погоди едно слободно фрлање и стави точка на овој напревар. Леброн Джеймс одигра феноменална партија забележувајќи трипл-дабл, 27 поени, 11 скокови, 11 асистенции, еден поен повеќе од Кајри Ирвинг. На спротивната страна, феноменална партија прикажа Дремонд Грин со 32 поени, 15 скокови и 9 асистенции. Нова средба потврдија двата клучни играчи на Голден Стейт, Клеј Томпсон и Стеф Кари.
Англискиот премиер лигаш Саутемптон ќе се обиде да го доведе Мануел Пелегрини за нов менаџер, откако тој остана без клуб по разделбата со Манчестер Сити, каде ќе го замени Пеп Гвардиола. Имаше најави дека чилијанецот ќе седне на клупата на Милан по доаѓањето на новите кинески газди, но очигледно дека тој план е далеко од реализација. Во моментот Саутемптон е многу поконкретен, потребен му искусен менаџер со оглед на тоа дека Ренолд Куман се пресели во Евертон. Досега Франк де Бур, поранешен тренер на Ајакс, важеше за прв фаворит за добивање на клупата на Саутемптон, но и тој одоговлекуваше во преговорите и се чека да види каков тим би имале светците за следната сезона. Токму затоа раководството на клубот сега се насочи кон Пелегрини, кој би можел да доведе и неколку фудбалери од Манчестер Сити, кој нема да смета Пеп Гвардиола. Проблем во Саутемптон ќе биде речи сигурно заминувањето на недобриот играч Мане, за кого понуди веќе подготвија Манчестер Юнайтед и Ливерпул, но за новиот стратег на светците ќе му бидат дадени најмалку 60 милиони фунти за ангажман на нови фудбалери. Инаку Пелегрини од неодамна исто така има одлична финансиска понуда да го преземе и рускиот гигант Зенит. Какво ќе биде времето во македонскиот североисток, да погледнеме од временската прогноза. Тоа беше се што подготвивме за овој дневник, почитувани гледачи. Имајте пријатно попладне.